А ние сега да им посакаме добро утро на нашите следни гости. Прво, тука ни е Лара Ташковска, која што е многу звучно познато име во светот на ликовната уметност. Добро утро. Добро утро. И добро утро за Ана. Предпоставувам ваша Поленка, така му доаѓа? Да. Ученичка. Ученичка, да. Лара, со Ирена ќе го водите разговорот веднаш по рекламите. Јас само сакав да ве запрашам, вие ќе зборувате за вашата ликовна школа и за деца и за возраст. Ме интересира колку таленти имаме кај нас, колку сме талентирани како нација и дали во училиштата доволно се обрнува внимание на овој предмет во нашиот образовен систем. Талентирани сме како нација, во секој поглед имаме доста таленти. Меѓутоа, во ликовната уметност се знае дека треба да се работи и да се научи, односно да се учи. Цртањето се учи по принцип, не е толку битен нели талентот. А второто прашање беше... Да, знаеме дека постои предмет, нели ликовно образование, немам информација, но не знам колку се обрнува. Мислам дека се зависи од ликовниот наставник, колку лично ќе се залага за и колку учениците. ќе уме да го препознае талентот кај децата. Не знам и да го колку развие. има тие време во тие големи одделенија каде што повеќето деца не се заинтересирани за цртање, колку можат да го развиваат и колку можат сите да ги заинтересираат деца, се индивидуално и зависи и од наставникот и од одделението и затоа ние постоиме. Да. Се за вашата школа ќе слушам нашите гледачи веднаш по рекламите. И се враќаме назад во студиото на Алфа телевизија. Продолжуваме со утринската програма Добро утро секој утро. Изборуваме за убава тема, имаме ликовна уметност, ќе зборуваме за уметноста, за сликањето, а како што видовте пред рекламите, наши гости ова утро, еве веднаш до мене е Лара Ташковска, која што е ликовен уметник и морам да кажам за почеток керка на познатиот академски ликовен уметник и академик Васко Ташковски. И од мојата лева страна е младата ученичка на Лара, Ана Стојмановска, која што е ученик во ателие во училиштето за школата за деца и за возрастни или за млади и за да не кажеме за возрастни. Ете така. Само сакам да им кажам на гледачите на почеток. Ова што го слика во моментов Ана, тоа е преубав, тоа е лик така, убав портрет од девојка. Ана ќе си работи, ќе го доработи ова уметничко дело и ќе имаме можност да си вклучиме само еден гледач во емисија во живо, кој што ќе го добие овој преубав портрет насликан од нашата Ана. Ана, можеш да си работиш или да те представам на почеток да кажеме само дека си ученичка во 8 одделение? Да, јас сум ученичка во 8 одделение и учам во основното училиште Војдан Чернодрински. И навистина сакам да цртам и да и си членка во ателие, да, така? и благодарна сум што имам можност да дојдам тука и благодарам на Лара Ташкова што нели ме учи да цртам и да. Продолжи да си црташ и ти благодарам што стана вака рано наутро, иако во теке распустот. Можеш слободно да си продолжиш да биде готово, бидејќи имаме само уште некои 15 до 20 минути, да биде ликовното дело како што треба и еден наш гледач кој што ќе ни се вклучи директно овде во програма ќе биде добитник на ова убаво уметничко дело, убава слика нацртана од рачињата на ова прекрасно девојче Ана, која што е ученичка во 8 одделение во Војдан Чернодрински. Разговорот го продолжуваме со Лара, која што, како што кажав, потекнува од уметничко семејство. Керка на познатиот академски ликовен уметник и академик Васко Ташковски. Значи, сликањето, уметноста кај вас, Лара, се од мала возраст. Вие растевте, живеевте и се уште живеете со уметноста. Па како се носите со сето тоа? Како е да си секогаш така, да кажам, под закрила на академик Васко Ташковски? И Васко и дедо ми исто така се бавеше со ликовна уметност, така да веќе трета генерација сум сликари. И како се носам? Сега да спомнам дека ќе правиме сега изложба во април-мај
групна, односно дедо ми, татко ми и јас, така да тоа ќе биде интересен проект. Ајдете тогаш да ја најавиме, еве, ако е во април, Обавезно, тоа е да, ваша групна да. изложба, дали знаете, знае локацијата, каде ќе Во биде? Мано ќе биде, Во да, Мано, не знаеме точно кога. Ќе ме информирате навреме и би сакале да ја најавиме и да ја посетиме. Да, убаво ќе биде да се види. Дедо ми работеше наивно сликарство, одлични слики. И така, после нели татко ми надреализам. Убаво ќе биде да се види како Три генерации фамилија Ташковски, така? Да, многу Кој интересно. што, како кажавте дедото, надреализам рековте? Наива, наивно Наива? сликарство, Добро. Ристо Ристовски. Тој почна да слика нели во подоцнежни години. И така, за кратко време направи неколку изложби, влезе нели во историја на македонско сликарство како наивен сликар. Така да му издадовме и монографија. Така, значи дека уметноста е генетски кај вас, така во гените. И Па да, и ја го гледам исто и како фамилиарен бизнис, затоа што кога растеш нели во одредена средина, веќе се стекнуваш со тие искуства, веќе нели побрзо почнуваш да напредуваш, нели не почнуваш од почеток негде некако скокаш некои скали. Така да не, да. Лара, вие сте исто така ликовен уметник. Да, ја Меѓутоа, завршив едно кај време нас не бевте факултет. во Македонија, бевте во Америка, некои 6-7 години. Да. И тамо не престанавте да се занимавате со ликовната уметност. Имавте и тамо многу изложби, си имавте свој собствено ателие. Сега ме интересира и на гледачите да им објасниме какви слики цртате вие. Вие имате сосема различен стил од Васко Ташковски. Не е сосема различно, затоа што ја и да сакам не можам различно да сликам. Од мала ми се нели впечатоци имам од тој начин на изразување, така да не можам да отидам многу далеко. Не, јас мислам од оние препознатливи што се школки што однесува ги до- црта тој, така. Да, не Тоа сликам мислев. школки. Повеќе ја барам инспирацијата во духовноста, во спиритуалниот израз, така да. Тоа сакам да прашам, што вас Меѓутоа, ме инспирира? Кој е ракописот ми е вашиот многу мотив? сличен на Васко. Кој е мотив ваш за сликањето? Што ви Во инспирира? одредени циклуси имав циклус кога се бавев со 5 елементи и правев фузија на сите 5 елементи. Тогаш работев и таоистички практики доста, така да тоа ме инспирираше. Едно време работев фигурација во некој различни циклуси се, нели во одреден циклус ме интересира одредена тема. Покрај тоа што цртате, што сте ликовен уметник, еве имате и своји самоштени изложби, значи и во Америка и овде и следнава што ја најавивме сега во април. Вие сте и сега исто собствени... ќе имаме во Куманово на 22 февруари кој Тоа е ваша, само ваша, така? Да, моја самостална изложба. Еве веќе и гледачите може да видат ова е ваше видео. Претпоставам ова е дел од... Да, ова е изложбата од завршната изложба на ателието. Ова се разни активности, ова видео е од активностите што ги имавме минатата година. Учествувавме во многу проекти, беше многу интересна и динамична година. Имавме аукција, правевме нели за добротворни цели. Работевме што уште. Тоа сакам да кажам, вие сте и собственик на ателие, така, од Да, школа јас го за водам. мали и големи. Од која возраст од која до која возраст може да се запишат кај вас? Колку ви се Од часовите, училишна колку пати возраст. неделно се среќавате? Да, Деца кога се веќе тргнати на училиште, Веќе така? да. Со помали не работам, веќе кога можат, нели, од некој второ оделение веќе тоа порано прво што беше До највозрастниот член кој ви е? Да, се уваат жени, ама јас имам 75 години, викам не се секирајте, асистентот ми е 85 години, така да не Тоа стане. сакав да прашам, значи покрај тоа што вашите ученици може да учат од вас, учат и од вашиот татко, значи имаат можност во вашето ателие да учат и од големиот Васко Ташковски, така? Да, доаѓа мислам, не ги држи тој часовите постојано, ама од време на време доаѓа и особено со возрастните групи. Тој работи и
така интересно е. Што најчесто сакаат вашите ученици да сликаат? Дали имате тематски или може би давате слободна тема да секој како ја чувствува инспирацијата, како сака да ја представи уметноста која што секој од нас има уметност во себе, меѓутоа нели сите ние на различен начин ја представуваме уметноста. Што најмногу се слика кај вас? Да, тоа е добро прашање. Не се цртат они што сакаат, туку што има според курикулумот што е предодредено, затоа што јас работам со нив како што сме работеле и во средно уметничко и на факултет, значи професионално ги обучувам како да завршат средно уметничко. Работиме ги учам сите техники, односно почнуваме со ликовните елементи, што е линија, што е форма, валер, боја, композиција. Потоа како се визира, како се мери, значи тоа се алати кои што се битни за да се научи да се црта, значи не се црта од око, не е талент цртањето, туку се учи точно, се знае како. Наука, така, една цела наука, комплексна. Да, кажувате дека си има нели методи, си има техники, да, техники, не е нешто што ти оди или не ти оди. Може да имаш желба или да немаш, меѓутоа се техники, алатки кои што се учат. И работиме од мртва природа, портрет, фигура, исто сликаме од сув пастел, акварел, акрил, само масло на платно, тоа не работиме. Колку време постоите? Па ова е 7 година веќе, брзо проаѓа времето, како се вратив од Америка, почнав и организирате колективни изложби на вашите ученици заедно, да, така? Да, обавезно завршуваме на крајот на годината со завршна, да, изложба, доделуваме дипломи, така правиме една забава многу интересно. Добро. Да прашам, да видам, Ана, може ли да видиме до каде си со, дали е тоа веќе готова, дали ќе може да го јас покажам вака на оваа камера овде и би сакала доколку, еве, ова е преубав портрет, така? Да. Ке ми помогнете, ова е сенчано, така, техника, молив? Молив така. на хартија. Би сакала сега доколку имаме гледач, некој да ни се јави и кој што сака, ќе си биде добитник на овој преубав портрет, може убаво да се врами и да ви биде убав украс на зидот, да ви ја краси собата, дневната соба. Мислам дека е готово или има уште малку да се доработи? Па, уште малку. Уште малку. Продолжи си ти. Имаме ние уште таман 5-6 минутки додека да ни се јави некој гледач во програма, да го вклучиме и ќе го доделиме овој цртеж. Сакав да прашам сега вашата школа ателие. Колку кажавте групи од како ви се групите од најмало до... поделени се групите на помали деца, поголеми деца и најголеми деца, односно од второ до петто оделение се помалите. Поголемите се од 6 до 9. Веќе средно со возрастните, млади возрастни во таа група се и исто обучуваме млади ги припремаме за испити, така претпоставувам за оние кои што сакаат професионално. Има интерес, сакаат младите да сакаат, да сликаат, да цртаат. Да. Сакаат младите, родителите не сакаат. На вистина? Обично родителите ги одвраќаат нели од Зошто? Дали може би се мисли дека не е исплатлива професија, заради тоа мислите дека и потоа кога веќе ќе станат возрастни, се враќаат кај мене и доаѓаат да учат и односно да сликаат, да се забавуваат и обавезно мотивот им е јас многу сакав да учам цртање, да студирам, моите не ми дадоа и така сега се со правен факултет, со економски, со разни професии доаѓаат и да цртаат да... Так. Лара, да ни споделите некое ваше искуство од Америка, бидејќи таму бевте веќе 6-7 години. Како ги организиравте изложбите, како бевте прифатена? Да, тоа е посебно. Имаше ли вашиот престол во Америка можеби некакво влијание во вашата уметност околу инспирацијата? Дефинитивно да, тоа беше многу интересно затоа што живеев во пустина, во Аризона и никогаш не сакав пустина. И одеднаш кога ја видов пустината, толку ми се допадна
И почнав да сликам сите мотиви ги правев во пустина. Што и да наслика, позади пустина става. И беше многу интересно. Па кактуси сликав. Па, ама ги правев во форма на карактери. Карактери од кактуси. Како лик, некако така? Како ликови од кактуси, мексикански, каубојски, значи просто ја не можам да сватам како отидов во таа насока. Ми останаа тие слики во Америка, тоа ми е многу жал, не ги донесов, немам ништо тука освен фотографии. Таму имавте исто така изложба, ги продававте тие ваши дела? Таму одев по фестивали најчесто, тие имаат таков систем на презентирање на ликовна уметност и продавање и доста се продаваше многу убаво ми одеше тоа постојано full time артист што викаат, тоа го работев. Излегував на фестивали на тие саеми, како се викаат. И... Да. Ке продолжиме со муабетот, задржате ја тука мислата, бидејќи ми јави од режија дека веќе имаме гледачна линија. Ана, дали ке може ова да го, еве вака, да го покажам на оваа камера? Добро утро! Добро утро! Од каде ни се јавувате? Дали ни се јавувате од Скопје? Прво тоа да прашам. Од Виница. Од Виница, добро. Може некој да пратите во телевизија Алфа, од Скопје, во ваше име, да го подигне овој преубав портрет нацртан од вредните рачиња на нашата Ана. Мислам дека ви се допаѓа, може убаво да го врамите и да го ставите во некоја ваша просторија на зид. Вие сте добитник на овој цртеж, ние ќе го чуваме тука во телевизија Алфа, во наредните 2 недели дојдете, некој од вас или вие лично дојдете и ќе си го добиете овој преубав цртеж, може би е веќе готов при крај или имаме уште готов. Ете така. Ти благодарам, Ана. Си продолжиш понатаму да сликаш, не се откажуваш од ова, нели? Претпоставувам дека си и верувам дека си одлична ученичка, така? Да. Наставниците добри сте се во ред. Сега си на распуст. Морам да кажам дека учевме во истото училиште со Ана, ете во моето во ранешно училиште. Извини што те прекинав, ама да не чека гледачите. Баш ми е мило што се јави некој да си добие цртеж. Одлично. Да, па тоа е тоа. И многу различно, нели, американците се различен народ и многу бев убаво прифатена таму. Дури и награди добивав на некои фестивали, неколку. Добро. Од прилика, тука сме веќе некаде при крај со разговорот. Сакам да прашам само за крај, имате планови, кажавме изложба во најава која што ќе се случува во месец февруар, во април она голема изложба фамилиарна на семејство Ташковски, 3 генерации. И после тоа следи завршната изложба на ателието, нели со сите учесници, студенти, сите што оваа година доаѓаат. Колку студенти бројте вкупно? Па негде 50-на, не знам. Сте малку, значи? Не се малку. Сериозно и големо училиште. Сега спремаме, тоа можам да кажам, дека нов, за прв пат сега спремаме еден мини курс, односно работилница со 3 термина за абстрактно сликарство. Значи сега имаме работилници кои што ќе бидат тематски и таа работилница ќе води нашата ликовна уметница Тања Милјовска. Така да сега моментално предпоставам дека сте на распуст, така? Или си на работите? распуст сме, да, продолжуваме во февруари. Во февруари, значи цел месец на одмор. На одмор. Добро. Лара, ви благодарам што ова утро ни бевте наши гости, поканата. а и тебе, поготово што стана рано, иако е распуст. Ни беше наша гостинка. Следен пат ние ќе дојдеме кај вас во ателие и на лице место ќе сликнеме како тоа се изгледа. Ви благодарам уште еднаш на гостувањето. Се гледаме во наредна прилика иста. Јас прво сакам на Ана да ја честитам. Кузне како е чувството сега, знаеш дека веќе твое дело ќе краси нечи дом. И секој ден ќе го гледаат и ќе им текнува на тебе, честитки за тебе. А Лара, сакав само да ве за самиот крај, за да ве поврзам со претходнава емисија, споменавте низа ваши активности, но не споменавте, не знам дали од скромност или зошто не. Имено, еве сега ви кажам, ќе ви текне зашто зборувам, го најавивме Вевчанскиот карневал. Вие сте биле исто така дел од прочуената Вевчанска летна колонија. О, да. Да, сте ја воделе летната школа. Как ви се ќава њевете на Вевчан и каков предизвик е ова посебно место за еден уметник? Да, тие изворите се феноменални, многу
многу убаво си поминавме исто и доста деца доаѓа, ентузијасти и не само од Струга, од Охрид и од Скопје што беа на одмор таму доаѓа, имаше многу гужва. Да, преубав и ресторанот беше, мислам, дворот беше преубав. Да, после направи изложба и се заокружи тоа некако на многу убав начин, а исто така додека беше ликовната школа, уствари беше во склоп на колонијата. Така да децата има можност да се дружат со уметниците што беа дојдени таму од разни земји. Вистинска уметничка колонија. Ви посакувам да ви се повтори. Благодарам. Да. Ви благодарам многу и на двете, поточно и на трите.